мерки, економските последици. Уште еден човек кој што се занимава од кога знам во неговата кариера со парите, односно со економијата. Љупчо Зиков го имаме на телефонска линија. Господине Зиков, добро утро. Добро утро. Веројатно, претпоставувам ги проследивте соговорниците од претходно и министерот Манчевски и колегата новинар Теменугов. Ме интересира вашето мислење за ова што е донесено како првични економски мерки за одлука. Морам да признам дека јас не ве следам ова утро, бидејќи имам состаноци на работа сум. Но секако ги видовте мерките, да. Да, знам зашто треба да разговараме. Вака сега. Има еден принципиелен дел од разговорот и има еден аналитички дел со проекција што може да биде. Она што е принципиелно и деновиве нонстоп и пишуваме и зборуваме на темата е дека меркиве што ги донесе вчера нашата влада во суштина, како да кажам, тие проектираат во себе краткорочност на кризата. И како такви треба да се гледаат. Значи, предпоставувам дека македонската влада проектира завршеток на кризата некаде во мај месец и како таква, нели, ако ги гледаме и мерките, особено кај делот на вработените, кај субвенционирањето на платите се зборува за април и мај, се зборува кај кратењето се зборува за април и мај, значи отприлика тука се движат проекциите. Знаете, ние можеме да определиме две стратегии. Можеме да се определиме за тоа дека ќе броиме мртви или ќе броиме затварање на работни места. Трето нема во оваа ситуација. Она што кај овие мерки силно презентирани вчера го гледам е дека владата е силно фокусирана што е според мене добро за зачувување на работните места во сите компании во еден широк опфат и не само во приватните компании, туку и во она што значи јавна администрација, поширока една социјална сфера во општеството, институции, како например трансферите во културата, што ќе треба да биде со посебно внимание се ставени. А тоа е онаа стратегија практички економска во вакви кризи, е преку зачувувањето на работните места да ги помогнете компаниите да не мора да отпуштаат, за да ги задржат своите деловни концепти и бизнис планови за ова и за следните години. Со тоа во суштина побарувачката во државата останува, би требало, сега не знам дали ќе остане, меѓутоа би требало да остане иста како и пред кризата. Фактот дека ние сме на почетокот на економската криза, тоа е преодот од март во април, со сите предизвици на здравствената криза кои ги направи претходните 20-30 денот како првите мерки почнаа да бидат гласани, ни дава за право да мислиме дека отприлике овој втор сет на мерки би требало во голема мера да ги ублажи овие удари од кризава. Го прашав и Теменугов за тоа, сакам и ваш став за ставот на банките и плаќањето на каматите одложно. Очигледно мерка која што сепак ги засега оние кои што земаат кредити, а најмногу кредити земаат луѓето кои што можеби немаат толку многу пари. Како го оценувате ставот на банките? Знаете, ја сваќате ли нивната позиција, од каде тие поаѓаат за ова? Значи, на прва одма ќе кажам дека може да бидат подарежливи во оваа криза. Но, во анализата на состојбите, треба да се каже и тоа дека неплаќањето на ратите 6 месеци, веројатно и кај нив предизвикува во нивното работење, во нивните биланси ќе предизвикуваат дупки. Сите ние ја понесуваме цената на оваа криза. Седењето дома и примањето сега на субвенции од страна на државата по сите основи, во сите сфери на општеството е најскапо во суштина. Нашето седење дома е најскапо и заради тоа многу е важно оваа криза брзо да заврши. Јас и неодамна на една телевизија го јавив тоа. Ние треба да дефинираме што е тоа крај на кризата и во еден ден, идниот месец ли ќе биде, треба да каже ајде сега се враќаме на работа во некоја понормална ситуација. Можеби таа ситуација
нема да биде нормална се уште. Што се однесува уште нешто до банките. Во овој момент тие излегува во пресред и поради ставот на владата, цврстиот став. Замислете да не беше тој цврст став на владата и онаа релаксација од страна на Народната банка што ја добија пред некој ден, многу од тие банки можеби индивидуално ќе одлучуваат дали воопшто ќе влагаат во овакви програми. И уште нешто, секогаш стои кај клиентиот и клиентите се сите различни. Знаете како што државите различно се справуваат со оваа криза на коронавирусот, посилните држави подобро се справуваат, послабите држави со поголеми предизвици, со помалку пари, така и клиентите кај банките се различни. Сакам да кажам дека секогаш клиентите имаат своја позиција да седнат со бордот на банката, со директорот да преговараат, можеби за реструктурирање на долг, за рефинансирање на долг, што не потпаѓа под овие мерки. Тие секогаш можат тоа да го направат. Господин Езиков, ви благодарам за одвоеното време и јавувањето во утрински брифинг. Се надевам дека вие, економските аналитичари, економските експерти и новинари, многу поопширно ќе ги следите не само најавувањето на мерките, туку и нивната имплементација и многу подобро ќе го извршите тој притисок за равноправна борба кога е во поглед барем солидарноста и социоекономската состојба на граѓанинот во Македонија против овој COVID-19 коронавирусот.